Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва сум на ниет да не ве заморувам со политика, сакам да разговарам со мојата вечерашна гостинка на една сосема поинаква тема и тоа ќе го сторам, но не можам да издржам да не кажам две работи кои што според мене се важни. Првата се однесува на така наречениот консензус во Европската Унија околу било кои прашања, особено околу прашањето за проширувањето, кое што знаете сите нас не блокира долго време. Обидот на господинот Антонио Кошта не успеа да договори во Копенхаген да не се гласа со консензус, односно да се гласа само со квалификувано мнозинство, за тоа да една земја може да почне преговори да ги заврши така натаму. Меѓутоа, она што е добро, ако има нешто добро, е фактот дека Австрија, Словенија, Германија и уште неколку земји не се отцапуваат од идејата ова да се случи во блиска иднина. Веќе 16 земји го потпишале предлогот до господинот Кошта, во кој што се бара квалификуваното мнозинство да стане норматив, односно за технички прашања да се преговара без при тоа да биде нужно прифаќање од сите земји членки, односно во нашиот случај без да може Бугарија или Грција, например, да не блокира. Се разбира дека Грција и Бугарија и некои други земји, еве ќе кажеме Унгарија во однос на Украина, имаат своји забелешки и сакаат да го задржат правото на вето, кога нешто е спротивно нивните национални интереси, меѓутоа фактот дека веќе еден добар дел од земјите членки покажуваат желба на вистина ова да се промени и да се надеваме дека во блиска иднина или можеби среднорочно конечно ќе дојдеме до некое вакво решение, иако повторувам нивната идеја за сега е за технички прашања, да нема блокади, а за почетокот и за крајот на преговорите повторно е потребен консензус кој што за наша жал не ни оди во прилог. Ова е околу високата политика, а сега сакам да кажам нешто за конкретни работи поврзани со не со локалните избори, туку со локалните проблеми. Размислувам околу една тема и ќе ви ја кажам па како сакате сватете. Факт е дека кај нас, а и во други земји во светот, луѓето не се плашат да го направат тоа што не смее, туку само она што се казнува. И ќе ви дадам еден пример од мојата општина, од општината Аеродром. Долго време во Аеродром се паркираше на тротоари. Значи, кога немате место на паркингот, се паркирате на тротоар. Кога некој собра храброст и почна да ги повикува пејаците да ги тргаат автомобилите од тротоарите, имаше бунење, имаше нервоза, меѓутоа во рок од 3 дена едноставно навиката да се паркира на тротоари на еден чудесен начин исчезна. Зошто? Затоа што ќе ви ја земе пајак од колата, ќе ви ја однесе во депо и потоа ќе мора да се мачите. Вие дојдете до таму да платите 2, 3, 4.000 денари, веќе колку и да е потребно во овој момент, за да се добиете назад, ќе добиете и веројатно и некоја пријава со се тоа. Што значи проблемот се решава само кога се казнува. Некој ќе рече дека цивилизираните луѓе треба да подразбираат што не смее, а не што се казнува, меѓутоа ете не се случува. Зошто го кажувам ова? Затоа што сега во истата општина, кога има турнири на ФФМ, значи во седиштето на Фудбалскиот сојуз, има секој петок, сабота и недела турнири за главно за деца, граѓаните што ги носат своите деца за автомобили, кога не може да најдат место на паркинг, ги оставаат било каде на тротоарите, па дури и во тревниците. Меѓутоа не ги казнуваат. И кога не ги казнуваат, иако добро знаат дека не сме, едноставно не им е гајле. Тврдам дека ако се појави повторно некој доволно храбар и започне да ги отстранува овие автомобили од тротоарите, од тревниците, од дрвата или каде да најдат начин да ги стават, за 3 дена сите ќе ги оставаат своите автомобили или каде што треба, или ќе доаѓаат пеш и таман ќе се раздвижат, ќе ја раздвижат својата мускулатура и на сите ќе им биде поубаво. Сега овој момент добро ми дојде за темата за која што сакам да разговарам вечера во прашање спорт, и тоа не било каков спорт. Именно вчера се одржа Скопскиот маратон, една фантастична според мене, фантастичен настан, дури 14.000 луѓе се појавија да трчаат, маратон 42 км, полумаратон 5 км и чинам штафети беа од 58 земји од светот.
една велам фантастична организација која што бара од оние што учествуваат екстремна подготовка, екстремна снага, не само на телото, туку и на умот, на волјата, како сакате, за да се оствари тој подвиг, особено да се истрча маратонот. Но што ако ви кажам, за тие што не знаат, дека и маратонот не е ништо во споредба со тоа што го прави мојата вечерашна гостинка. Има нешто што се нарекува ултрамаратон. И тоа е дисциплина која што дефинира трчање кое што е подолго од маратонот, значи од оние фамозни 42 км 195 метри, еве читам да не сгрешам. Значи зборуваме за дисциплина во која што трча некогаш 80 км, некогаш 100, некогаш 200, некогаш дури и над 300, нешто што бара веројатно да бидете над човек. Мојата вечерашна гостинка, иако вака физички можеби не изгледа како над човек, верувајте ми, според се е токму тоа. Велам добра вечер за Катерина Шиповиќ, ултрамаратонка. Добра вечер, Драган. Чест ми е што сум тука, благодарам на поканата. Да. Разговараме, велам, за нешто што е надвор од разумот според мене. Вие се разбира нема да се согласите. Буквално пред неколку дена се вративте од еден фантастичен настан, еден од најтешките ултрамаратони воопшто на италијанските Алпи. Трка на джиновите би се превела. Бевте заедно со уште двајца наши представници, со Радмила Јованова и Жикица Ивановски. Добро ги кажав. Истрчавте 330 километри од прилика, повеќе од 340 километри. 340 километри, кога некој ќе каже дека истрчал 340 километри, јас се прашувам што е проблемот со него. Меѓутоа, вие тоа го правите, велам, вашиот вака на прва физички изглед не одговара на представата какви би биле луѓето што го прават тоа. Веројатно. Меѓутоа, вие тоа го правите. И сака малку подлабоко да навлеземе во цела ова приказ. Неве, прво, од каде идејата, кај една девојка, жена, да ќе кажам, од Македонија, да се одлучи да прави еден ваков подвиг кој што е крајно необичен? Од каде идејата? Значи, уште пред години, кога да речам, сум започнала со трчање, секогаш ме привлекувале по големи дистанции. Сум почнала со неколку километри, со 5 километри, со 10 километри, зборувам не за трки, туку за трчање, ете така чисто рекреативно за своја душа. Така да секое наредно трчање ме привлекувало да истрчам повеќе од тоа претходно што сум истрчала и ме привлекувало да видам колку можам. Секогаш кога ќе сум видела некоја трка која што е подолга, сум сакала да се обидам, нели и јас да ја истрчам, така да трка по трка. Дојдовме до ултрамаратон. Да, од полумаратони стигнавме некако до ултрамаратон. Но вие не сте она што се вели роден спортист. Не сте почнали на 5 години, на 7 како што почнуваат овие големи професионалци, па целиот живот им е фокусиран. Ова почнало од ајде да видам дали можам да истрчам. Еве да пофала мојата сопруга истото го прави, претходно не спортувала. Можеби ова е сега ќе се наоти што го кажувам јавно, меѓутоа факт е почна и еве сега трча полумаратони, за се плашувам дали ќе дојде моментот кога ќе рече знаеш што јас сакам да одам во Грција на Спартатлон. Ќе дојдеме до тоа како еден човек кој што својот живот го усмерувал во можеби во поинакви правци, дошол до идејата дека можам јас да влезам во нешто што го прават луѓе кои што објективно би требало да се посветат 24 часа на оваа работа, или не? Вие работите приватно, значи не се занимавате само со ова, не заработувате од ултрамаратони. Вие сте и сопруга и мајка на две деца, кои не се лажам. Значи, прво и основно, од каде време? Од каде време? Искрено јас се прашувам понекогаш од каде време. Секогаш времето за тренинзи ми е или рано во утринските часови или многу доцна навечер од кога ќе легнат децата да речам да спиам. Не секогаш, туку поголем дел од тренинзите ми се тогаш. Сега веќе фала Богу малци поголемки се, па и се договараме и полесно успевам да ги тие тренинзи да ги некако клопам во дневниот распоред, меѓутоа... Што значи тоа многу рано, у 5 часот наутро трчате? Па, некогаш и порано, некогаш и во 4. Каква волја треба да има човек? Многу ме интересира, еве мене некој да ме разбуди во 4 часот наутро и да ми рече време е, не знам, да излезеш на кеј, можеби на кеј трчате, не знам, логично е, мислам, чисто логично е, да истрчаш, јас ќе го сметам тој човек дека не е баш во ред. А вие тоа го правите сама. Значи, каква е таа волја што ве тера да станете во 4 наутро, знаејќи дека ве чека понатаму 8 часови работен ден, а потоа ве чека обврски дома, природни обврски, да не се лажеме.
и да истрчате, не знам, напамет зборам 10 км, 15 км. Точно, да, реално секојдневието ми е доста динамично. Желбата си го прави своето. Желбата и нели да го направам, да ја постигнам целта која што ја имам зацртана. Така да тренинзите се дел од моето секојдневие. Денот не ми е подобар доколку не го направам тренингот, така да... Ова го слушам истото и дома. Сега морам да бидам малку севичен во ова. Буквално, ако не истрачам денеска, се чувствувам како нешто да ми недостасува. Точно, па тоа е завис на некој начин. Тоа е завис на некој начин, да, буквално. Фала Богу што не е друг вид на зависност. Поред мене позитивна завист, искрено, затоа што во секој случај има позитивни влијанија на себе, нели? И до семејството како реагира на овие работи? Сите сме веќе навикнати, фала Богу, и сопругот трча и други членови. Тоа значи дека поддршката е природна. Да. Децата само се чудат. Децата се навикнати, така се родени. Да, веројатно ќе мораат и тие во еден момент да ги заврзат патиките и да трнат напред, ако сакаат, се разбира. Неодамна направивте едно мало чудо, јас би рекол големо чудо. Велам заедно со уште двајца од Македонија, спортисти, истрчавте на тој фамозен италијански ултрамаратон, трка на женовите 340 километри. Таа трка трае 20 и колку часови? Не. Значи самата трка има временски лимит од 150 часа. 150 часа? 150 часа е временски лимит. Самата трка не може да трае 20 и нешто часа, значи првите надпреварувачите кои што завршуваат во првите места завршуваат некаде за околу од 67-68 часа до првата жена е за 80 и се извинувам за 79 часа е најдоброто време на првата жена на таа трка. Така да се обидувам да го сватам тоа. Јас бев скромен во јавата, реков 24 часа вкупно дека ви требале. Вие велите лимитот е 150 часа. Сега мрзли сум да пресметувам, меѓутоа тоа колку се 24 9 тоа се околу 6 дена ноќе, така? 6 и пол дена фактички е временскиот лимит за завршување на трката. Нова трка. Да. Конкретно на оваа трка правиме муабет, затоа што ова е планинска трка која што покрај тоа што има дистанца од 336 км, 330 е официјално, покрај дистанцата значи има искачување од 27.000 висинска разлика, така да потребно е време за така. Вие трчате практично по Алпите, така? Да. По највисоката планина во Европа, така му доаѓа. Не е највисоката, значи искачуваме до 3300 метри највисока точка, да речем, на трката. А тренувате од Кормаер, градче во Италија. Така, но тоа е на која висина? Тоа е на 1300 метри. Тоа е драстична висинска разлика. 1200-1300 метри. Искачуваме највисоката точка е 3000 метри, во просек врвовите кои што ги искачувавме се од 2400, 2700, 2800 до 3300 највисоката, а се спуштаме до 300 метри, не само 2200, до 300 метри. Тоа се врвови кои што се повисоки од сите врвови во Македонија, не грешам, така? Па да, 2700 и колку е, да речам, голем Тито врв кој беше голем кораб, сега сум ги заборавил, да. Така. Тоа значи вие, ако разбирам добро, тренувате на висинска надморска височина од 300 метри, негде стигате до 3000 метри. Тоа мора да е и драстична временска разлика. Тоа значи, не знам, на едно место е, напамет зборувам, 25 степени, на друго место е 0. Точно. Во раните утрински часови, односно доцна навечер, температурата беше некаде околу 0 степени, 1, 2, 3 степени. Конкретно нас така ни се погоди, меѓутоа знае да падне реално во овој период и на оваа трка, знае да имаат и многу полоши временски услови. Доди минус 15? Да, лани беше минус 20 со невреме, со грмотевици, со снег. Колку е логично човек да трча на такво време? Јас и на нула мислам дека е лудо да се трча, меѓутоа на минус 15 да трчате, тој претпоставам и опасно по живот. Се трча, па не, додека си во движење не би требало да има никаков проблем, додека телото се движи. Добро, и се објаснете ми процедурата. Мене навистина ме интересира, верувам и нашите гледачи. Стартувате со трката во еден момент во градчето што го кажавте. Да. Кормаер, да, добро, во 7 часот наутро, или се не знам колку почнува. Во 10 часот наутро. Треба да завршите 330 километри понатаму. Така. Да поминете еден куп планински врвови. Еден круг фактички се прави, буквално. И се прави цел круг. Да. Се враќате назад. Во рамките на Италија, на границите на Италија. Добро. И се враќаме назад во Кормаер, завршува трката. Сега, ако разберам добро, бидејќи ова сепак е трчање. Да. Во текот на трчањето вие колку пати имате право да застанете?
Вака сега самата трка си има некои временски лимити, секоја контролна точка до колку часот може да се помине. Меѓутоа самиот на ваква ултрамаратонска трка секој самиот си прави нели распоред кога и колку му е потребен одмор за да може нели во рамки на тој временски лимит да си ја заврши трката. Значи ви даваат на памет 5 часа и во овие 5 часа мора да ги поминете овие 30 километри. Се ова е оквирно, така? Да, ете така, до контролната точка. Добро. И паузите, како изгледаат паузите? Седите, спиете, не, мислам, не ми е јасно. Вака сега за спиење се двој да речам многу малку време затоа што колку повеќе спиеш, толку повеќе време губиш од па не си исплати да кои што спиеш, ги имаш. Да. Така да еве јас можам за себе да зборам. На оваа трката ја завршив за 129 часа. Во тие 129 часа некаде грубо околу 6 часа вкупно сон имав на таа трка. 6 часа во 5 дена ноќи, така му доаѓа. Да, 5 дена и 5 ноќи. За 5 дена и 5 ноќи вие спивте се на се 6 часа. Вкупно, да. Па ова е неверојатно. Реално поентата е да бидеш во движење цело време зашто побрзо да може да се заврши трката. Што се однесува до хидрација, калории, значи тоа мора да се внесува постојано, значи мора да пиете тешности, мора да јадете нешто. Да, постојано. Многу е тоа е можеби еден најважен дел од една ваква ултрамаратонска трка. Калории треба да се внесуваат на секој половина до 1 час, минимум 300 калории и треба да се нели хидрирање со течности, вода и други напитоци. Постојано без застап. Ќе го продолжиме ова, само да замолам режијата ако може имаме некој видео од самата трка која што не ги обезбеди токму Катрина Шиповиќ, се надевам ќе ги видиме во позадина каде што се гледа тоа што се вели во прво лице како изгледа кога некој трча ултрамаратон. Јас имам разговарано со еве, можете да видите во позадина некои снимки, овие делуваат. Така, ова е конкретно од Спартатлон. Ова е од Спартатлонот во Грција. Ќе зборуваме за тоа. Помалку важно сега во кој каде се, меѓутоа отприлика ова изгледа трчањето кое што трае до бескрај што се вели. Ме интересира овде кога ми бил гостин Здравко Дејановиќ, нашиот познат планинар, ултрапланинар, како да го наречам, алпинист. Голем поздрав до Здравко, многу го почитувам. Да, прекрасен лик кој што зборуваше дека кога се качувате на оние огромни врвови на Монт Еверест, на К2 и така натаму, вие практично не сте во состојба да внесувате храна. Затоа што едноставно висенската разлика е толку голема и целата состојба на организмот е таква што вие не сте ни способни да јадете, односно тоа што го ставате во уста е некој облик на витамини, протеини, меѓутоа тие се минимални и не. Кај вас ситуацијата е малку поинаква. Малку поинаква. Може да се јаде. Можела да зборам за толку нели висока надморска висина, конкретно за нашиве трки. Во зависност од трката, доколку станува збор за трка ултрамаратон која што се случува на асфалт, како на пример Спартатлон, или тркиве кои што ги трчам на 24 часа, кои што се вртење во круг на асфалт, едноставно телото не може, затоа што тоа се трки кои што бараат сами по себе постојано да бидеш во движење, во трчање, значи постојано да трчаш. Цело време. Затоа што тоа на тие трки јадете и трчате, пиете и трчате. Па на тие трки се обидуваме да направиме што подобар резултат, односно на 24 часа што поголема дистанца да истрчаме. Што значи дека постојано треба да бидеш во движење. Телото не може кога е толку нели под таков напор, под такво форсирање не може да внесува некоја цврста храна која што треба да ја преработува организмот, односно стомакот, така да на такви трки повеќе внесуваме течни храни, дали е пире, дали е супа, дали е сега нормално енергетски гелови, многу. Енергетски гелови? Енергетски гелови, да. Сега јас не знам што се енергетски гелови, претпоставувам, мислам. Па сите вака, значи енергетски гелчиња кои што имаат во себе се што е потребно, нели што го троши телото за време на една физичка активност. Да, има тука аминокиселини, јагле, витамини, буквално се што троши телото за да може да надомести. Но не чувствувате глад, класична глад? Бидејќи кога човек јаде гелови енергетски, тоа е залажување, условно кажам. Сепак на ултрамаратон не се само геловите, значи си бара и друга храна, меѓутоа кога се тркиве повторно ќе кажам на асфалт, тоа пак да биде во некоја поттечна форма, затоа што самото тело не може, самиот стомак не може да ја преработи, да ја свари храната доколку е во цврста форма. Значи тука јас на пример најчесто внесувам пире, пирето многу ми одговара, тоа е јагле, хидрат, компир, ми одговара, тоа го внесувам. Протеински да речам
пудинзи, грчки јогурт, такви работи. Тие работи да, можат. конкретно на трките на асфалт. Меѓутоа тркиве, планинскиве трки, што се планинскиве ултрамаратони, си бараат цврста храна, бараат и повеќе, реално, мислам, вистинска храна. Покрај енергетски барови, гелчиња, изотоници и слично, значи мора да биде и вистинска храна. Значи јадеме, конзумираме вистинска храна, компир, ориз, супа, многу супа, значи кое што во себе има јагле, хидрати и зеленчук и се што ти е потребно реално. Тоа е. Но да се вратиме. Трчате и јадете. Што правиме, да. На трките на асфалт трчаме, се движиме, кога треба да внесеме храна, можеби забавуваме, во зависност од тоа какво е темпото во тој момент, некогаш во движење ја внесувам храната, буквално во некое побавно трчање, да речам трчање со побавно темпо, или и да застанам, тоа е некое многу кратко застанување од 2, 3, 5 минути, сега можеби во рамки на трката доколку трае 24 часа или повеќе, можеби да имам некоја пауза и од 20, 30, 40 минути максимум. Тоа е максимална пауза што може да имам и да биде една таква пауза. Во глобала повеќето, поголемиот дел од трката сум во движење. 24 часа. Да. Трчање цело време. Со пауза, како што споменавте, па тоа не е ништо. Пауза колку што ќе си одредиш самиот, затоа што колку што ќе правиш пауза, толку си кратиш од резултатот. Според снимките што ги гледам во позадина, вие таму трчате, не се играте, вие трчате, да, не е конкретно тркиве на асфалт, брзо значи одење, бараат, ова е трчање. Не, конкретно тркиве што се ултрамаратонскиве трки на асфалт си бараат буквално трчање. На планините е малце потешко, меѓутоа повторно. Повторно ќе кажам во зависност од тоа каква цел сакате да исполните. Меѓутоа јас на пример, моја некоја просечна дистанца на тркиве на 24 часа што ја трчам е околу 200 км. Мојот рекорд е 211 км. Реално за да се направи резултатот 211 км за 24 часа треба буквално да се трча постојано. Цело време. Цело време со некој просечен пес. Овдека правам намерно една пауза која што е Спартатлон исто, Спартатлон на пример е тоа е во Грција, да кажеме, така, да. И тоа е 240 км, така нешто. 246 км. Значи трката исто спаѓа во една од најтешките трки на свет. Во светот, да. Самата тежина на трката има прво дистанцата во ред, меѓутоа теренот можеби не е толку тежок, меѓутоа временскиот лимит кој што го има трката за да може да стигнеш на време да ја завршиш е да речам поригорозен, така да таму буквално бара поготово првите 100 км трчање, брзо трчање. Релативно брзо трчање за трка на која што трае волку долго. Така, Катерина, морам да ве прашам. Трчате 24 часа. После 24 часа предпоставувам дека и психички и физички сте убиени. Да. Ова предпоставувам. И потоа си одредувате некаква пауза за спиење минимална и се будите и велите ајде сега продолжуваме веднаш. Значи таа пауза мора да биде реално многу минимална. Значи колку е подолга, толку повеќе телото се лади. Каде? Еве ти еден час да речеме што си одруте да спиете, кај спиете? Вака, на тркиве што се на асфалт повторно ќе кажам, тркиве на асфалт си имаме обично пунктови. Трките што се на 24 часа си имаме едно место каде што имам моја екипа на луѓе support group, да речем, моја екипа на луѓе кои што си ми носат се што ми е потребно, значи тука имам се што ми е потребно и тука можеме да си поставиме шаторче или да не поставиме без разлика, значи мојата кратка дремка на тие трки има многу кратка дремка која што може да трае 10-15 минути, 20 минути ако сум во некоја голема криза, меѓутоа тоа е максималното. Тоа го правам буквално на столица. Столче спуштено, столче, тоа е тоа, колку да затворам очи, малку да телото да одмори. Спартатлон исто, на Спартатлон самата трка има многу контролни точки, меѓутоа си имав супорт, моја екипа која што одеше по мене и има точно одредени контролни точки на кои што може да ми пружи помош. Обично кај мојата екипа таму си знаев да речам да имам нека кратка дремка, краток одмор. Повторно некој многу краток. Ве молам, ако човек вози 8 часа се преморува. Ако вози 24 часа, тој е веќе неупотреблив. Освен ако е некој тотално експерт, се разбира дури забране тоа е да се вози толку долго. Точно. Вие велите трчате, значи не возите, трчате 24 часа и потоа одмарате 20 минути или 1 час. 20 минути максимум. Јас ви давам 1 час вака од мене, да. а се 20 минути и после стартувате пак. Што ви е во главата у тој момент?
Имате ли воопшто во главата све што правите? Дали Здравко зборуваше дека горе на планините човек веќе нема никаква мисла освен само одам напред. Истото ли е? Јас не знам, јас се обидувам да влезам во главата сега на еден човек кој се решил на ваков подвиг. Што мислите во тој момент? Што мислиме? Значи вака кога одиме на некоја таква трка, еве јас за себе ќе можам да кажам, си имам една одредена цел. Кога почнува трката во глава ми е само таа цел и само тоа што го правам на трката, што сум направила до тогаш, што треба да направам сега, што ме очекува подоцна за време на трката. Значи буквално фокусирана сум само на трката. Значи мора да го избришете целиот живот останато. Па не е дека мора, нели, на толку долга трка. Човек си размислува. Буквално на сите убави моменти, на сите лоши моменти, може да се чувствувам, на моменти се чувствувам како да летам од радост, на моменти ми доаѓаат некои тажни ситуации кои што се расправате со сопругот да се расплачам, со сопругот се расправаме, значи така. сопругот ми е нели во поддршка секогаш во екипа, така да не се расправаме за време на трка, најголема поддршка ми е, морам да кажам. Меѓутоа буквално се може да прелета низ мисли, но секогаш фокусот ми е на самата трка. А што мислиме и зошто продолжуваме, зошто го правиме тоа? Мислам дека толку многу го сакаме што буквално еве кога сме фокусирани на една трка, уште пред да почне трката, испрограмирани сме дека треба да ја завршиме. И тоа е тоа. И тоа е тоа. Колку време трае подготовка за една ваква работа како што е ултрамаратон? Ова не е нешто со што го подготвувате 10 дена, ова бара веројатно месеци и месеци да се подготвувате. Вака, јас ќе кажам, за една ваква трка во глобала мене ми се потребни некои си 5 до 6 месеци, меѓутоа морам да напоменам со претходна добра база. Значи јас цело време сум во некакви подготовки за ваков тип на трки, така да јас базата ја имам. Кога ќе се одлучам да одам на некоја одредена трка, да речеме некаде околу 5 до 6 месеци конкретно подготовки само за таа трка. 5 до 6 месеци само за таа трка? Само за таа трка, да. Секоја трка си бара, поготово јас знаете како јас буквално трчам, значи многу се разликуваат тркиве од асфалт со планинскиве трки. Не мислам дека многу голема разлика има, подготовките се исто така многу различни. Сакав да кажам, одам буквално од една крајност во друга крајност, меѓутоа за да можам да се подготвам за било која од тие трки, морам да се насочам кон самата трка кон која што сум решила да учествувам. За временските разлики зборував. На едно место кај што тренувате сте во маечка, напамет зборувам, и во шорцеви. На друго место е планина каде што е нула, минус каде што има снег, веројатно мора да облечете нешто по-сериозно. Меѓутоа тоа е помалиот проблем. Воопшто има луѓе кои што природно се чувствителни на временски. Кај нас температурата ќе се смени за 10 степени во рекот 2 дена, па пола држава е болна. Точно. А вас тоа ви се случува во од, додека трае. Буквално телото мора да реагира страшно бурно на тоа. Или не? Самите подготовки ни го вклучуваат и тој дел. Значи буквално за секоја трка покрај тренинзите што ни се во однос на трчањето, имаме и подготовки во однос на временските услови. Конкретно за трката сега Тор де Жајенс во Италија, се обидував да се подготвувам на места кои што имаат најслични услови како трката. Јас немав можност да одам, да речеме, да направам некакви подготовки надвор, одржавава на некој од високите планини. Подготовките ги правев тука кај нас, на Шар планина, на Титов врв најчесто и на Галичица. И гледавме да бидат или во раните утрински часови кога е поладно, доцна навечер, да има услови слични како на трката. Значи сето тоа е дел од подготовките. Овие трки бидејќи траат без престан, тоа значи траат и се разбери во ниедно време од ноќта. Да. Во 3 часот се бајле, додека трчате, предпоставам дека сте во фаза на бунило или не. На човек природно му е, не знам, во 3 часот се бајле ужасно многу да му се спие. И тој што седи пред телевизор вика време е да дремнам, а не додека трча. Јас инсистирам на овие работи затоа што мене ми е толку екстремно што просто не можам уште да го исперцепирам правилно. Еве вака ќе ви кажам,
повторно морам да го повторам тоа. Во зависност од трките. Доколку трката трае 20 и нешто, до кај 30 часа, реално немам никаков проблем. Трчам, продолжувам, немам без разлика дали е рано на саба или доцна навечер, 3 часот по полнок, 4 часот. Немам никаков проблем. Меѓутоа, кога веќе ќе те фати втора ноќ без пиење, втората ноќ веќе почнуваат некои, да речам, по-сериозни проблеми. Значи, телото веќе си бара одмор, бара сон. Но вие во Италија сте трчале 5 ноќи. 5 ноќи. 5 дени, 5 ноќи. Тука е многу важно да се изменаџира моментот кога како ќе се направи одмор. Во Италија јас се обидов пред втората ноќ да спиам на таа една голема контролна точка, значи имавме покрај другите контролни точки, имавме 6 големи контролни точки на кои што можеше нашата екипа да дојде или тука да се види со нас, да ни пружи некоја дополнителна помош во рамки на тоа што е дозволено. Тука имаше и кревети и се буквално има се обезбедено од страна на трката, од самата организација. Да. Се обидов тука пред да се стемни втората вечер да имам некој краток одмор, меѓутоа едноставно не успеав да заспиам. Бев уморна, телото не сакаше да мислам. Од премор човек не може да заспи, баш така. Премор, адреналин, буквално се спојува. Продолжив втората вечер да се качувам, значи се обидов 10-15 минути, видов дека не можам да заспиам, продолжив за да не го губам времето, реков ќе тргнам, тоа требаше 1 час да поспиам. Тргнав и на самото искачување, идејата ми беше да се искачам, требаше еден врв да искачеме од 2400 метри и некои си 3-4 километри после врвот имаше планинарско домче, кое што ни беше како наредна контролна точка, каде што знаевме дека може и да одмориме. Идејата ми беше да стигнам до тој планинарски дом, меѓутоа ме фати уморот многу. Почнав побавно да го искачувам врвот и почна буквално да ми се случуваат халуцинации, буквално да заспивам, значи одам и одеднаш се будам на друго место, значи тоа е буквално страшно. Па, претпоставам дека тоа е веќе на работа. Едноставно, веќе нели телото си бара сон, буквално. А добро, со вас постојано има луѓе од организацијата што ве следат? Не, луѓе од организацијата си има на маратоните имате нели овие што одат со нив со мотори, тоа се планини, не. Тоа се планини, на планините ги има реално луѓе од организација има на контролните точки. Сакате да кажете дека сте сами целосно? На самата патека, да. Со тоа што нели има тркачи, поготово првите 2 вечери, па и 3 вечери, не само 2 вечери, постојано има некој пред нас, зад нас. Но тоа се тркачи. Има некои од тркачите, да, точно. Па да, меѓутоа во ред, доволно е да бидат и тркачи да си направиш муабет со некој. Значи ние имавме такви ситуации, на една девојка исто така ја фати замор, ме замоли може ли заедно да одиме заради тоа што веќе многу сум уморна. Ајде, значи истото го направив и јас. Имаме меѓусебна поддршка, поготово во тие доцни часови. И се ова е интересен момент. Самата го предизвикавте. Ова е трка. Значи луѓето се борат да победат на трка. Од друга страна е толку екстремно што човек сака неќе мора со другите надпреварувачи да заснува некаков однос кој што е сепак надвор од тој надпреварувачки дух. Бидејќи сите сте во ситуација да не претерам на живот и смрт. И тука навистина може да се најде ситуација кога човек стварно влегува во бидејќи нема друг. Фактички ако е некој доволно себичен тркач кој ќе ве види дека попуштате, супер, уште може и да ве бутне, не дај Боже. Да. Затоа што се случуваат ли на овие трки? За да не ве провоцирам. Има некакви искрено, значи таа заедница на ултрамаратонско трчање. Тоа е заедница. Па заедница, јас ќе го кажам така заради тоа што нема такви, мислам дека завидни ситуации помеѓу тркачите. На сите трки има некоја, да речам, некоја меѓусебна поддршка, без разлика што се бориме да да направиме подобро време, се претркаме. Меѓутоа поготово во вакви моменти, да речам, во вакви ситуации секогаш има меѓусебна поддршка. Значи ние знаеме да си кажеме те молам разбудиме во толку или ајде да одиме заедно или ајде сега те гледам дека дека си уморен, ајде ќе ти кажам дојди заедно, да одиме заедно, да се качуваме заедно, да продолжиме, немој да седиш, значи секогаш такви моменти буквално со такви моменти сум се соочувала на секоја од тркиве што сум била. Вакви ситуации се случуваат и помеѓу тркачите кои што се борат за првите места. Значи
Дури и тие што да, се дури и тие имаат нели нормално на волку долги трки имаат се случува да имаат кризи, да имаат нели потешкоти во некој период од трката, значи и тие меѓу себе знаат да се да се поддржат некој период од трката заедно да продолжат, па потоа да се раздвојат, меѓутоа поддршка мислам дека има меѓу повеќето. Можеби има исклучоци, меѓутоа не, јас не сум имала лошо искуство искрено. Ова е навистина феноменално да се слушне овдека буквално превладува онаа спортска идеја дека луѓето мора да бидат пред се луѓе едни према точно. едни кон други. Што ме интересираше се уште во овој дел. Вие истрчавте оваа трка во Италија конкретно за 129 часа. Да. Кој да е рекордерот не проверив. Да. Не е добар со главата, се извинувам на речникот, за 60 Реално, да, тоа е сериозен, мислам сериозна брзина со која што они постојано трчаат и нагоре, трчаат и нагоре. Имате допир со тие луѓе, ги среќавате веројатно нормално. Ги среќаваме како не, да. Што мислите за човек што може тоа да го направи? Вие секако сте стигнале одредена граница која што е навистина исклучително. Меѓутоа гледате човек кој што за двојно побрзо од вас може да го направи тоа што не би требало да се направи. Мислам тие луѓе мора да се не велам над луѓе, ама Многу се обични како нас. Буквално, значи кога ќе им пристапиш, сами доаѓаат, застануваат и продолжуваат, продолжуваат разговор, значи самите се радуваат буквално да направат муабет со сите тркачи. Еве девојката што е рекордер тамо рековте 79. 79 лани го направи рекордот. И предпоставам дека под 80 часа. И вака по физиономија веројатно некако вас. Слично. Слично. И нема проблем, истрчува и потоа оди дома, се тушира и вели ајде која е следната трка. Па реално, да. Уште еден момент што ме интересира. Нема да ги откриваме вашите години, нема потреба од принципиелни причини, иако воопшто не е важно. Меѓутоа, овие трки не бараат она што е стандардно во спортовите. Возраст од, не знам, 17-18 до 35, 6, 7, 8 години, овде кодат и луѓе кои што се и повозрастни и така натаму. Поголемиот процент на тркачи се да речеме, да, малку повозрастни луѓе. Видете сега, не е ни многу убаво да речеме. И ова не е стандардно. Па не е многу убаво да речеме некој млад атлета во 20-тите 20, до кај 25-6 години, тоа е многу младо да речем за да се впушти во вакви чекори. Тогаш човек е најсилен. Да, меѓутоа пред се треба и некакво искуство за ваква трка. Ова е многу важно. Да. Треба и некакво искуство. Значи овдека физичката сила не е клучна, овдека е менталната сила, предпоставам. Менталната сила да игра многу голема улога. Колку што треба физички да бидете спремен, менталната сила, менталното да речам подесување е многу важно. Како се прави тоа ментално подесување? Мене тоа ме интересира. Искуството си е искуство. Вред, за се во животот искуството е круцијално. Меѓутоа, како човек ментално да се подеси, не знам дали тој е правилниот македонски збор, да се фокусира во една состојба и да рече, добро, јас сега ова го правам и тоа е тоа, надвор од сите други работи, надвор од приватниот живот, од професионалниот живот, надвор од сите проблеми, среќи и проблеми што ги имам во животот, се фокусирам на оваа работа и јас ќе истерам по секоја цена. Што треба да има човек во себе за тоа? Може не сте разговарале на оваа тема, можеби често па разговарате. Што треба да има човек за ова да го направи во себе? Значи, повеќе пати искрено ме прашале, ова прашање ми го поставиле, искрено не би знаела да одговорам, затоа што едноставно го имам во себе. Едноставно го имам во себе. Вие потекнувате од спортско семејство? Не. Уште едно, уште еден куриозитет. Не сте од спортско семејство, не сте почнале на мали нозе. До моите, да речам, 20 години, 20, 21, 2 години, немам апсолутно никаква спортска активност до тогаш. Никаква, дури и на физичко сте бегали на часовите. Од физичко сум гледала колку што може да ескивирам, да седам со наставниците, професорите, да разговарам, само да не вежбам. И потоа ве има еден овие снимки позади мене, си трчате најнормално 240 км, погледнете оваа снимка, ова е на температура од 30 степени или така нешто. Да, спартатлон е на 35 степени со многу висока влажност, тоа е. Затоа е толку тежок, така, затоа што е со влажност. Другата работа што ја прави оваа трка многу тешка. На една од снимките, не знам дали се виде во кадар, тогаш ги видов и македонски знамења.
Да. Не ви правила проблеми во Грција со тоа? Не политизираме, чисто... Сега, не. Ние не знаевме што не очекува, затоа што 2 пати ја имам трчано оваа трка, не знаевме што не очекува првиот пат кога отидовме. На наше изненадување бевме многу позитивно прифатени. Сега што се случи, на пример, на самиот финиш имаше поставено знамење од сите земји кои што учествуваат на трката. Немаше македонско знаме додека не финиширам. Јас кога финиширав, значи после моето финиширање го поставија и македонското знаме. Организаторите во Спарта пред споменикот многу убаво не пречека. Буквално беа пресрекни и тие што ете уште една земја има представник, кој што успел да ја заврши трката. Така да во Спарта се завршува, во на стара Спарта, така. Како еден убав момент што немаше, јас бев учесник, меѓутоа нашето знаме го немаше никаде додека не ја завршам трката. Многу ни значеше кога видовме веднаш по самиот финиш дека го поставија. Да. Се завршува во Спарта, во на стара античка Спарта, така каде што од Атина до центарот на плоштадот на Спарта. Тоа е трката од Атина до Спарта. Да. Буквално до античка Спарта, до стадионот на Спарта. Тие што не знаат, спартанците биле познати во античка Грција по својата екстремна издржливост, воинственост и така натаму, се разбира ова е во сосема поинакви околности. И сега морам да ја прашам уште едно прашање. Сето ова предпоставувам дека чини пари. И тоа пристојни пари. Не е туку така вие да прво да се подготвувате воопшто. Не е само трчањето, а претпоставам дека и самиот момент на одење во странство, целата таа организација, вие велите носите тим со себе. Да. Во тој тим може да е и сопругот, например, што не нужно бара пари, може би и никој не бара пари, но сите тие луѓе мора да стигнат од дестинација од до и мора да јадат, мора да спијат. За разлика од вас, веројатно спијат и во некој кој што се плаќа и така натаму. Ова чини пари. Ова е директен удар по домашниот буџет или се обезбедуваат со спонзорства. Јас навистина не знам за вас, ова ми е се ново и затоа инсистирав да ме прашува вака толку директно. Да, реално поготово тркиве кои што се нели надвор од државава, буквално си бараат сами по себе високи финансиски средства самата трка. Убаво кажавте, значи пред се и подготовките имаат. Самите подготовки си имаат своји потреби. Јас имам многу голема поддршка и затоа сум многу благодарна од компанијата во која што работам, од Intime. Добро, фер. Да, значи имам многу голема финансиска поддршка, стојат за мене стојат буквално позади секоја моја идеја и цел. Така да се разбереме, ова не е реклама, ова е само фактичка состојба. Да, далеку од реклама, не беше ништо договорено, меѓутоа ете чест ми е што можам некаде да кажам. Покрај компанијата во која што работам, покрај Intime, имам значи други луѓе кои што ме поддржуваат. А државата, ја се извинам? Државата не сум имала до сега. А сте побарале некогаш или? Па не сум нешто посебно, не сум се активирала, да кажам. Ова е, сметам дека е ваша грешка, да, но исто така... Да, имаше, можеби имаше неколку обиди на ранг на општина, меѓутоа не сме имале нешто. Повторно ќе речам, ова можеби е и ваша грешка, но апсолутно сметам дека општините, градовите, државата, спортските, не знам, министерствата за спорт и сите организации би требало, ова јавен повик ако сакаат, да ви излезат во вас во пресед. Вие не сте и јадници, вие сте неколку луѓе кои што правите едно своевидно чудо, кој што на државата и носи бенефит секако, затоа што вашите имења стојат негде каде што не се баш толку многу луѓе. Ова е толку необично, толку карактеристично, толку специфично, што навистина на државата треба да биде чест дека вие ова го правите. Јас не знам поинаку да го кажам ова. Така. Меѓутоа во ситуацијата вие сепак наоѓате начин. Наоѓаме начини, да, буквално. Тоа претпоставам и другите. Колку ве има вакви ултрамаратонци? Јас знам за вас тројца бидејќи бевте по медиумите. Има повеќе? Па има. Сега да речам кај нас повеќето се ултрамаратонци кои што трчаат планински трки. Добро. И меѓутоа има. Вие сте државна рекорд река, така беше? На 24 часа трка на асфалт. На 24 часа на асфалт? Да. А на ова поголемото, некој друг е? На планински бе? Да. Па нема таков некој ранг да речам за планински треил трки.
И сега тука ме интересира нешто друго. Ова е повторно. Јас многу навлегов денеска вечерва во филозофија, меѓутоа ме интересира веројатно затоа што е единствена прилика вака, и ако ќе најдам ќе ми повторно прилика да разговараме, се разбира. Сакате да го напредите вашиот успех се повеќе и повеќе. Не ве разочарува фактот дека колку и да се трудите, некој тамо швеѓанец, напамет зборувам, романка, италијанка, сепак трчат двојно побрзо од вас. Не ве некако тоа што правам јас во оваа работа. Или ова е борба со себе. Јас да ги истрчам моево, најдобро што можам, другите да се живи и здрави. Вака, не би можел, воопшто не гледам така на овие трки. Прво, самите трки јас ги гледам пред се како трки на кои што јас самата себе се, да речам, надминувам. Значи, ова е борба со себе, фактично. Да, буквално си ја постигнувам. Во својата цел гледам колку можам. Јас сум свесна дека на некои од тркиве не можам да речам да бидам помеѓу првите надпреварувачи. Во зависност од тоа каде се надпреваруваме. Сега, например, во Белград на 2 пати завршив прва. Зборувам за трка на 24 часа. Прва во каква конкуренција? Прва, значи таа беше интернационална трка. Не, колку луѓе мислам? Па некаде околу 40 и нешто, 50. И вие бевте прва? Да. На трката, конкретно кога си го направив и својот рекорд 211 километри, тоа беше 2023 година во септември. Значи тогаш бев прва и помеѓу мажи и помеѓу жени. Значи и мажите ги победивте на таа трка? Не, и доволен и повеќе од доволен успех за мене, да речам за себе зборам. Ба нема, ова е фантастичен успех за цела држава, како? Сега што се однесува на пример до тркиве што се од по светски ранг. Воопшто не сум ни помислила, не можам едноставно, не можам да бидам таму во конкуренција. Тука има атлети кои што професионални атлети кои што од тоа живеат. Значи атлети доаѓаат. Сепак има и луѓе што можат. А тоа не ве прашав. Живеат од тоа. Така да наградите се претпоставувам за првите по обичај? Да, не секаде има награди. И не секаде има награди. Не секаде има награди, парични награди, на пример на спартатлон нема парични награди. Доволна награда е да победиш на таа трка, веќе сите те знаат. Веќе е голема работа, да. Да, во секој случај овдека пари нема да заработи човек, никој нема да се збогати од ова, кој за овие што се оптимисти, нема да направите пари од ултрамаратон, тоа е сигурно бидете и први. Меѓутоа, она што ќе го постигнете, што велат американците, one of a kind, нешто екстраординари, нешто чудесно, нешто... Тоа е повеќе за лична сатисфакција, да Што речам. значи тоа, кога ќе дојдете на памет зборувам, трчате 336 километри и сваќате дека останале уште 3 километри до крај. Вие сте веројатно психички, ментално, физички, во секој духовно, во секоја смисла на зборот скршени и имате да истрчате уште 3000 метри или уште 500 метри. Што доаѓа тука? Секогаш се најтешки тие. Сега можеби 500 метри, не на 500 метри најчесто веќе се гледа финиш линијата, па полесно станува, меѓутоа еве на неколку емоции, километри, што се случува тука? Последните километри се секогаш најтешки. Што се случува? Ништо, едноставно морам уште малку. Телото се распаѓа, а мозокот бара. Не размислувате дека телото се распаѓа. Има една значи, многу фантастична... малку останува до крајот што не размислувате дека нешто ви е толку тешко. Се случува луѓе, дали можеби вас ви се случило, буквално да откаже телото. Има еден фантастичен пример, што јас сум го спомнал и во оваа емисија, секогаш ми е некаков трейдмарк за голема спортска идеја и за голема спортска љубов. Тоа е една швајцарска маратонка 1984 во Лос Анџелес, на свој 39 години е тогаш, и го заборавив името да не ја барам сега. Трча маратон, ужасно е жешко во Лос Анџелес и во последните километри незе буквално и се случува слом, и физички и ментален. И кога влегува на стадионот каде што завршува трката, таа не паѓа. Меѓутоа почнува да оди и буквално телото и шантра што се вели како колона. Таа не е свесна каде е веќе. Капата вака е искривена, ја памтам снимката, секој може да ја пронајде. Меѓутоа нешто во незе бара таа да продолжи. Последните колку се тоа 200-300 метри на стадионот, тоа е буквално мачење да се гледа како еден човек не го контролира своето тело. Не може ништо, таа буквално оди наоколу, меѓутоа продолжува. Не запира цел стадион, тука се создава една неверојатна атмосфера, сите нели ја аплаудираат. Воопшто не е важно дали е прва, не е. Таа е веќе на свој 39 години, видам тогаш, меѓутоа оди и доаѓа до целта. И го завршува тоа.
Тој е момент кога спортистот, атлетот вели јас ќе издржам, па Да, не знам знаете што да колку се е тешко случи. после толку истрчани километри, таа веројатно била во преголем физички напор, значи сигурно Апсолутен трчала крах, со да. сите, сигурно трчала со сите своји можности, способности, со најголемата брзина која што може да трча за да постигне некое добро време и се случува некој шок. Но тоа е на Се случува 42 буквално шок на километра. телото. Што се случува на 330 километар, ве прашувам јас вас. Конкретно тркава сега што е на ултрамаратонскиве трки, јас барем цело време пробувам да го држам моето темпо во некоја нормала, да речам, во некој просек, за да не можам да си дозволам да форсирам премногу, затоа што нема да можам да издржам да ја завршам трката до Па крај. добро, не ви доаѓа кога сега. гледате дека некој стрчува покрај вас да речете дај малку и јас да го стигнам, Ми барем доаѓа овој. кога сме веќе, ми доаѓа кога сме веќе на некаков си, да речеме, крај од трката, меѓутоа не може да ми дојде, да речеме, на 150 километри, на 150 километри на средина на трката, јас само размислувам за моето време, за мојот пес и за моите можности, што треба да правам следно за да не ми се случи да не направам некоја грешка која што може да ме чини цела трка. Грешките во кој смисол тука се Грешките, случуваат? значи многу е добро прво, тоа ќе кажам, значи темпото да се изменаџира темпото. Со кое темпо можеме да трчаме, доколку станува збор за трка како на Алпите, со кое темпо колку можеме да форсираме на угорници, како треба да ги трчаме удолниците за да не ни прегорат мускулите на нозете, за да можеме после тоа и на рамното да можеме убаво да го истрчаме. Потоа многу е важно да се изменаџира храната и хидрацијата. Тоа е втор многу важен дел кој што мала грешка ако се направи, може исто така многу да ве чини, значи може часови од трката да ви земе за да доколку почне некакви стомачни проблеми да имате, за да може да се вратите повторно во некоја нормала, ако воопшто се вратите во нормала. Како се проценува тоа воопшто? Како вие ќе Тоа е знаете едно- вашето тело како ќе реагира? Знаеме тоа, самото искуство си го прави тоа. Јас сега веќе точно знам, например, на каква трка што ми е потребно. И на колку време ми е потребно и во која количина. За да ми е не ви се потребно. случи стомачен проблем, на пример. Да. Значи, тоа е буквално, самото тело нема потреба од храна. Тоа е умствено. Јас знам, свесна сум дека морам и колку калории треба да внесам, на колку време. Буквално гледам на сат што сум нела сега, што треба да внесам за половина час, дали сум се напила или не сум се напила течности, колку сум испила. Значи, тоа морам да го размислувам, затоа што мене телото не ми бара. Јас немам потреба, дури и многу голем дел од трката, имам проблем да внесувам, меѓутоа го внесувам со сила, затоа што така треба, да. ако не го внесам, тогаш ќе почнат вистинските проблеми, поради кои што можеби нема да успеам да ја завршам трката. Што да кажам, јас ова е за мене еден од најинтересните разговори било кога што сум ги направил, морам да признам, аз сум направил многу интервјуа. Што е следно? Имате сега некој нов голем предизвик во план? Бидејќи ова во Италија сега се случи, меѓутоа вие велите 5-6 месеци ви требаат подготовка. За една одредена трка, да. Точно немам дефинирано, меѓутоа би сакала мојот рекорд на 200 од 211 километри да го подобрам. Мојот рекорд зборувам на 24 часа. Значи во нареднава година би сакала да имам една таква трка, се надевам во првата половина од годината, една трка на асфалт на 24 часа, а потоа ќе видиме. Но во принцип може годишно 2 трки, така му доаѓа. Па јас така некако ги менаџирам, свесна сум дека толку ми Тоа се се да речам можностите, да, и за подготовки и временски само мислам да се изменаџира се тоа целата трка. 2 до 3 ултрамаратонски трки. Овие две на кои што да. сте биле на спартатлонот и на трката на джиновите се едни од најтешките во светот. Има ли една која што важи за, не знам, најтешката и ова нема така нешто? Не може така, затоа што секоја трка си е тешка сама по себе поради некои различни работи. Да речеме, трката на Алпите ја има својата тежина покрај километрите, 330 километри, ја има тежината и поради висинското искачување што треба да се направи на самата трка од 27.000 метри надморска височина да ги искачите во 330 километри, значи 27.000 метри искачување, тоа ви е некаде
од прилика колку 3 пати Монте Еверест да се искачи. Неверојатно звучи така ова, да ама. самото тоа и дава дополнителна тежина на трката. На спартатлон, еве за овие две трки можам да зборувам ја на кои што сум била. Спартатлон е поради временските услови, односно поради високите температури кои што обично секогаш ги има на трката и поради временскиот лимит кој што ви го даваат, кој што реално е доста захтевен, да речам. И си бара сериозна подготвеност за да може да се совлада. Сега си има трки нели на кои што се случуваат на Северен пол, кои што има се Тие се баш екстремни, минус 40, на минус 40. Некои трчи и на минус 40. Да, минус 40 со санки, значи сам си ја носи целата опрема. Значи има трки од различен аспект, не може точно да се стави, да речам, кантар. Една најтешка. Јас се надевам дека кога ќе трчате следниот пат и кога ќе се најдете во 2 по полноќ на врвот на некоја планина, трчајќи 30-40 часа и ќе биде минус нешто и така смрзната и можеби истоштена, ќе помислите јас во емисија Заспи ако можеш некој ќе истрчам и тоа малку ќе ви даде плюс уште еден мотив да продолжите. Сигурно, дефинитивно. Огромна чест ми е што сум тука, кажав и на почетокот. Навистина чудесно. Јас сум без зборови, ве повикав со надеж да чујам јас и гледачите нешто интересно, нешто ново, меѓутоа за мене ова е повеќе од импресивно. Навистина повеќе од импресивно. Едно е кога човек ќе прочита вака информации, сосема е поинаку кога разговара со тој што навистина го прави тоа и мене етко ми се случува да видам човек што иако не одговарате вака во мојот ментален склоп, тоа би требало да бидат некои сериозно снажни ликови, вие сте вака слабичка, меѓутоа за мене сте навистина ментален спортски джин и секоја ви чест и се надевам дека ќе продолжите со ова колку што имате сила и волја и дека ќе ни задоволите со нови успеси и вие и сите наши ултрамаратонци, секоја чест и секоја искрена надеж дека и нив ќе им трне подобро и ќе го правите ова што го правите уште долго. Благодарам многу. Искрено благодарам. Да. Ете, почитувани гледачи, јас нема веќе што да додадам, реков дека вечерва не е време за политика, од утре продолжуваме се разбира со стандардното темпо, сепак се локални избори, треба да видиме што ќе прават нашите кандидати, доколку победат, што се ќе изградат, што се ќе поправат и така натаму. Меѓутоа, за мене Катерина Шиповиќ е херојот на денот на неделата, на месецот на годината, како сакате. Ако некој во состојба да трча 340 километри без прекин практично, тој може да направи се на овој свет. Како и да е, тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот е репризнато издание на оваа емисија. А јас се закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.